Резолуцијата на ВМРО ДПМН за црвените линии со Бугарија фатена во стапицата на СДСМ и ДУИ. По Заев кој најави дека без Северна нема да гласаат, денески Османи со ист став. За двете владеачки партии не е доволна кратенката С точка, туку требало да биде испишана целата кованица Република Северна Македонија. Прашањето за уставното име, кое што стана дел од оваа резолуција, е отварање на нови проблеми, а не затварање помош во затварање на овие проблеми. Доколку се користи уставното име, ДУИ ќе ја подржи резолуцијата. Резолуција во која што нема уставно име, мислам дека нема правна форма. Ваквиот став на Османи е контрадикторен ако се има в предвид дека предлог текстот на резолуцијата влезе во собраниска процедура со кратенката и беше прифатен токму од спикерот Талат Џафери, кој е кадар на партијата на Али Ахмети. Условувањето за Северна според Заев не било инет, туку се работело за некаков негов принцип. Доколку остане вака името, ќе гласате за? Секако дека не. И уште едно Не прашање. смееме и недозволиво. Не се работи за инет или не знам каков каприц. Се работи за принцип, се работи за уставот. Недозволиво премиерот, владеачкото мнозинство, институциите на системот да гласат спротивно на уставот. Тоа испраќа пораката дека го дерогираме целиот систем. Од ВМРО ДПМН веќе подолго време се наставот дека власта се обидува да најде начин како да не се донесе оваа резолуција, иако декларативно кажаа дека се за. Пратеникот Бране Петрушевски вели дека Заев на овој начин се обидува да добие време за пазарење со Бугарија. Суштината на самата резолуција се црвените линии за идентитетот, јазикот и историјата, напишани од Ману, Уким и МПЦ. Заев да не се заглавува во формата, игнорирајќи ја суштината. И секој одложување на незиното носење значи дека Заев се бори за простор за пазарење со Бугарија. Не би сакале да веруваме дека има некои подлабоки причини за обструирање на оваа резолуција. ВМРО ДПМН со резолуцијата бара да бидат поставени македонски црвени линии во преговорите со Бугарија за заштита на македонскиот јазик, идентитет и националните интереси. Доколку оваа декларација се изгласа во собранието, од она што е таму запишано нема да смее да отстапи ниту една влада.